двете главни фази за тестирање на еден софтвер се алфа и бета. Алфа е интерно, а бета е екстерно. Алфа се прави во рамките на компанијата која што го развива системот или софтверот. Тука, тоа се прави од страна на програмерите или QA инженерите. Тука може да се прави unit testing, каде што се гледа како работи еден дел од кодот на самата програма и тоа го прават самите програмери. Имаме unit integration, каде што се гледа како сите делови работат во самиот систем заедно. Значи, back и front end, например. Исто така тука имаме system function тест, каде што не се интересира како работи кодот, туку се гледа каква е функционалноста на самиот софтвер. Во ова тестирање се елиминираат грешки и ова тестирање, односно во оваа фаза на тестирањето, самиот софтвер е во рана фаза и е нестабилен. Од друга страна, пак имаме бета тестирање, кое што реков дека е екстерно тестирање. Тоа се прави од страна на корисниците, значи во реални услови, на нивните реални уреди. Тука исто се гледа дали има некои аномалии на софтверот, кои грешки се јавуваат и така натаму. И ова е пред да се пушти финалната верзија на самиот софтвер. Значи, речиси е скоро целосната верзија на самиот софтвер. А има и едно тестирање кое што се вика гама тестирање. Тоа тестирање е во суштина да се види дали системот е скроз функционален и дали ги извршува потребите како што е планирано тој да работи. Гама тестирањето во суштина се прави после тестирањето бета, со цел за да се види дали има грешки и дали тие треба да се елиминираат ако ги има, да се фиксираат и после да се пушти во продажба до крајните корисници. Заборав да ги кажам white box и black box. White box е во суштина тестирање каде што програмерите го гледаат кодот, гледаат дали инпутите во кодот се коректни и дали се дава точен аутпут како што треба. А од друга страна имаме black box кој што е правен од страна на самите корисници или пак други тестери. Нив не ги интересира кодот и се гледа дали системот работи правилно. Например, внесват лозинка кој точно се во ред како што треба, ќе ги логира, ако е грешно ќе му извади ерор. И сега да дајме еден заклучок. Значи, алфа и бета рековме дека се фази на тестирање. Во алфата ги имаме unit тестирањето, functional тестирањето и unit модул тестирањето. И тука ги имаме black box и white box. А бета тестирањето е надворешно тестирање, значи, кое што е стрикно од страна на корисниците, и тука имаме black box, бидејќи нив не ги интересира кодот.